Време е да ги проследиме најновите информации од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Ден пред молкот активни се кандидатите за градоначалници, каде што ќе се одржи вториот круг. И во Тиквешкиот регион имаме втор круг. Каде се ќе погледнете подолу во дневникот. Почнуваме веднаш, понастанете. Останете со нас. На полноќ завршува кампањата. В недела се гласа за вториот изборен круг од локалните избори. Душко Петров избран за претседател на Советот на општина Велес. Синдикалците за состојбите на кавадаречкиот гигант Фини. Кандидатот за градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН и коалицијата Митко Јанчев за Кавадарци денеска на пресконференција ги повика граѓаните во недела масовно да излезат и да дадат поддршката за поубаво Кавадарци. Тој се заблагодари на досегашната поддршка од коалиционите партнери и рече дека овие 2 недели биле сведоци на силни притисоци и манипулации, но сепак граѓаните на крај мудро ќе пресудат. Да ја слушнеме изјавата. Излегов како победник. Само малку не заслужуваше да ја заокружам победата. Овие 2 недели бевме сведоци на силни притисоци и манипулации. Но вие, драги мои кавадарчани, сте силни и знаете разумно да одлучите. Кавадарчани не паѓаат на ниски удари, ние сме народ кој знае да ги препознае квалитетите. Народ кој размислува за еднината на нашите деца. За мојата програма, иднината на Кавадарци е светла за нас и за нашите деца. Сакам да ви заблагодарам на Здравко Бошков и на Гром како политичка партија за поддршката во вториот круг. Во недела ве повикувам да го дадете својот глас, масовно сите. Да го дадете својот глас по ваша волја, ваша определба, без никакви притисоци за нашите кавадарци. Сега е вистински момент Кавадарци да стане отворена и транспарентна општина, а во неа да има живот за сите граѓани, рече денеска на пресконференција кандидатот за градоначалник на СДСМ Бетијан Китев. Тој вели дека ќе се инвестира во секој дел од општината и граѓаните ќе бидат еднакви. Кавадарци докажа дека сака промени и тоа ќе го потврди на изборите во недела, да излеземе масовно на гласање, достоинствено, одговорно да ги заокружиме промените и да го отвориме новото поглавје на нашата општина, рече денеска на пресконференција кандидатот за градоначалник на СДСМ Бетијан Китев. Сега е вистинскиот момент Кавадарци да стане отворена и транспарентна општина, а во неа да има живот за сите граѓани, а не само за привилегираните, додава Китев. Работници, земјоделци, студенти, пензионери, наставници, лекари, инженери, вработени и невработени, драги сограѓани кавадарчани, на Кавадарци му се неопходни промени. Граѓаните на Кавадарци заслужуваат да имаат многу повисок животен стандард, посредени улици, поубави паркови, нови градинки, нови спортски терени и почист воздух. Заедно здружени може да направиме многу за нашиот град. Ајде сите заедно во недела да гласаме за редниот број 19. Ќе се инвестира во секој дел од општината и граѓаните ќе бидат еднакви. Секој глас е важен и сега треба масовно да излеземе на изборите. Во недела да ставиме крај на самоволието и на партиската окупација на општината и да ја вратиме визијата за убав и модерен град, изјави Китев.
На полноќ завршува кампањата, а в недела се гласа за вториот изборен круг од локалните избори. Во 35 општини на 1517 избирачки места, 833.710 граѓани со право на глас ќе бираат градоначалник. Во првиот круг од изборите беа избрани градоначалници во 45 општини и градот Скопје. Граѓаните во првиот круг ги избраа и членовите на советите во општините. Вечерва на полноќ завршува изборната кампања за вториот круг од локалните избори и почнува молкот пред гласањето во недела. Локалните избори ќе се спроведат во 35 општини на 1517 избирачки места, каде право на глас имаат 833.710 граѓани. Во вториот круг учествуваат 70 кандидати за градоначалници. Во скопските општини Бутел, Кисела Вода, Газибаба, Сарај, Шуто, Оризари и Чаир право на глас имаат 260.194 граѓани, кои ќе гласаат на 387 избирачки места. Во останатите 29 општини во Македонија, во вториот круг можат да гласаат 573.616 граѓани на 1130 избирачки места. Во Кисела Вода, Газибаба и Бутел ќе се бира меѓу кандидатите за градоначалници од СДСМ и од ВМРО ДПМН. Во Чаири и во Сарај меѓу кандидатите на ДУИ и Беса, а во Шуто Оризари меѓу кандидатот на СДСМ и кандидатот на Сојузот на Роми. Од останатите општини, втор круг има во општина Кавадарци, Демир Капија, Штип, Градско, Росоман, Чашка, Титово, Гостивар, Дебар, Струга, Виница, Македонска Каменица, Македонски Брод, Пробиштип, Јагуновце, Старо Нагоричане, Могила, Зрновци, Новаци, Брвенија, Чешиново, Облешево, Боговиње, Врапчиште, Долнени, Желино, Липково, Теарце, Студеничани и Карибинци. Утре на ден пред изборите, болните изнемоштени лица, затворениците и лицата во притвор ќе можат да го дадат својот глас. Гласањето в недела на 29 октомври почнува во 7 и ќе трае до 19 часот. Првиот круг од изборите се одржа на 15 октомври, кога беа избрани градоначалник на град Скопје и градоначалници во 45 општини. Во првиот круг се избраи членовите на советите во општините. Новиот состав на советници во Советот на општина Велес со мнозинство гласови денеска го избра новиот претседател на Советот. Предложени беа Александар Колев, советник од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН и Душко Петров, советник од коалицијата предводена од СДСМ. Дијана Иванова ја следеше конститутивната седница. Душко Петров, советник од коалицијата предводена од СДСМ е претседател на Советот на општина Велес. Вака денеска одлучија советниците во изборот помеѓу него и Александар Колев, советник од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Работам честно, професионално, домаќински. Истото го барам и од вас, што сите 20 советници. Сакам да кажам дека мора да има почитување меѓу нас. Почитувањето пред се да биде од помладите кон повозрастните, но истото го очекувам и од повозрастните кон помладите. Значи очекувам почитување и разбирање. И дека помладите може да сгрешат, но повозрастните поискусни очекувам разбирање за тоа. На Петров како новоизбран претседател, прв честитка му упати против кандидатот Колев. Да го честитам изборот на новиот претседател на Советот на општина Велес. Јас би сакал да се заблагодарам на предлогот и на поддршката на членовите на Советот кои што ме предложија и на зборовите кои што ги искажа. Навистина сметам дека во изминатиот мандат Советот на општина Велес на некој начин ги подигна стандардите за функционирање на Советот на општината, што од друга страна не сметам дека беше моја лична заслуга ексклузивна како председател на Советот, туку дека беше заслуга на сите 23 членови на Советот. Во првата изјава за медиумите, председателот Петров рече дека тој и останатите советници ќе работат во интерес на граѓаните и во насока на решавање на нивните проблеми. Како председател на Совет ќе го водам Советот и членовите на Советот кон честна, совесна и домаќинска работа. Ќе работиме за да ги решиме проблемите на граѓаните,
ќе се обидиме да одговориме на сите прашања кои што ќе бидат поставени од страна на граѓаните и на крај главната цел на сите нас ќе биде да го направиме Велес подобро место за живење. Пред изборот на новиот председател предходеше чинот на верификација на мандатите на 23-цата советници и избор на членови на комисијата за мандатни прашања, избори и именувања. Компанијата Енекот нема да се откаже од комбинатот Фени Индустри, изјави денеска председателот на синдикалната организација Ѓоре Палитов. Тој вели дека добиле ветување, дека септемвриската плата ќе легне на сметките на вработените и дека денешните приговори со предпоставените од компанијата и со вице-премиерот Кочо Ангјушев вродиле со плод. Мартина Митков ги има деталите. Ситуацијата во комбинатот Фини Индустри се уште е неизвестна. Нашата екипа денеска беше на терен каде што се уверивме дека најавениот мирен протест се одржа, иако не бевме пуштени да влеземе внатре во фабриката и да ја документираме целата ситуација. Сепак во изјавата председателот на синдикалната организација Ѓоре Палитов упатува смирувачки тонови дека денешните преговори со предпоставените и со вице-премиерот Кочо Ангјушев вродиле со плод. Еве сега имав цела од Сабајлесне на преговори со сите, и со вице-премиерот, и со представниците на новата компанија Енекот. Нас ни обечано дека од Сабајле денеска че имаме плата, еве што сега и тоа се потврди. Работниците се собра, спонтано му беше пренесено дека да се повлечат од сето тоа, пошто че имаме плата. Дека платите ќе легнат на сметките на работниците најдоцна до денес, потврдил и директорот Никола Рицов, вели во изјавата Палитов. Според неговите сознанија, новата компанија која го превзе раководството, односно бугарската Енекот, нема да крене раце и да се откаже од Фени. Еве имам информација дека више е легната во банките, не знам дали на вработените или само до банка, важно че платата е обезбедена. Таа информација сега и вице-премиерот на владата на Република Македонија и он ме потврди, неколку пати се слушаме со него. Значи, останува луѓето заинтересирани што ќе биде понатаму со компанијата. Се надевам дека денеска се преговорите завршни со банките, дека и тоа ќе биде отстрането. Палитов се надева дека од понеделник работниците ќе почнат со работа. Едно лице загина во сообраќајна несреќа која се случи утро во околу 7 часот и 45 минути на регионалниот пат Куманово Свети Николе. 55 годишниот МК од Свети Николе, управувајќи патничко возило Голф со штипски регистарски ознаки, излетал од патот и удрил во дрво, при што починал на лице место. Смрт констатирала екипа од итна медицинска помош. Увид на лице место на настанот извршила екипа од полициската станица Свети Николе. годишниот ЈК од Кавадарци се здоби со кривична пријава од страна на СВР Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство по член 386 став 3 од Кривичниот законник на Република Македонија. На 4.10.2017 година околу 12 часот во Кавадарци, во испитниот центар на Сдружение на возачи Велес за Кавадарци, ЈК физички ги нападнал и малтретирал СН од Кавадарци и ЦП од Неготино. Продолжуваме со вести од Македонија. Нивоата на реките Вардар кај Јагуновце и кај Скопје Зајчев Рид, како и на Црн Дрим кај Ложани се 5 пати пониски во однос на просекот за октомври, покажува денешното хидролошко мерење. Како што соопштуваат од Управата за хидрометеоролошки работи, двојно пониски се водостоите на Вардар кај Велес, Црна река кај Новаци, Пчиња кај Катлановска бања и Сатеска кај Ботун. Само 2 сантиметри над просекот е Вардар кај Демиркапија. Нивото на Дојранското езеро е повторно драстично повисоко. Охридското е 6 пати пониско, а Преспанското е скоро во рамки на просекот.
Според најновите објави на Државниот завод за статистика, продажните цени на производителите на индустријски производи на домашниот пазар во септември годинава се повисоки за 0,2% на месечно ниво, односно за 0,6% на годишно ниво. Во септември 2017 во споредба со август 2017 продажните цени на производителите на индустријски производи на домашниот пазар се повисоки во групите нетрајни производи за широка потрошувачка за 0,4% и енергија за 0,2%. Во септември 2017 во споредба со септември 2016 продажните цени на производителите на индустријски производи на домашниот пазар се повисоки во групите капитални производи за 3,1%, интермедијарни производи освен енергија за 2,0% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 1,5%. Рокот за аплицирање за мерката за бесплатен одмор за работници со ниски приходи Министерството за економија го продолжи до 20 ноември годинава, се со цел да им овозможи на што повеќе граѓани кои ги исполнуваат условите да ги достават потребните документи предвидени со јавниот повик. До сега над 650 граѓани изразиле интерес за користење на владината мерка, а според средствата што се обезбедени за оваа намена во износ од 60 милиони динари, се проценува дека бесплатен одмор ќе може да користат 4000 семејства во вредност од по 15.000 динари во еден од 60 категоризирани угостителски објекти за сместување во Република Македонија кои се пријавија во Министерството за економија. Каталонскиот парламент прогласи независност од Шпанија. За независност гласаа 70 пратеници, а против беа 10. Двајца пратеници беа воздржани. Шпанскиот сенат денеска треба да го изгласа да гласа за членот 155 од шпанскиот устав, кој овозможува превземање контрола на надлежностите на Каталонија, соопшти шпанскиот El País. Продолжуваме со вести од светот. Во изјава за португалската телевизија РТП, председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер изјавил дека во Каталонија не постои проблем со кршење на човековите права. Каталонците не се под репресија на Шпанија, ситуацијата во која се наоѓа Каталонија ниту оддалеку не може да се спореди со состојбите во поранешната Југославија. Отфрлувајќи ја можноста за посредување во судирот помеѓу Барселона и Мадрид, Јункер рекол дека изгубена е контролата. Националното единство и европското единство се работи кои што оделе заедно. Инаку денеска шпанскиот сенат ќе гласа за мерките што минатата недела беа предложени од премиерот Маријано Рахој за распуштање на каталонската влада, но и во наредните 6 месеци спроведување на вонредни избори. Апсење во Турција. Полицијата во потрага на 120 поранешни вработени во Турското министерство за надворешни работи, за кои постоело сомневање дека се поврзани со Фетулах Ѓулен, кого властите го обвинија за организатор на неуспешниот пуч минатата година. Ројтерс, повикувајќи се на информација на Турската државна новинска агенција, пишува дека вработените во МНР претходно биле отпуштени. Акцијата се спроведувала во 30 на провинции, а осомничените власта ги обвинува дека користеле Бајлок, апликација за испраќање на шифрирани пораки, за кои владата наведува дека ги употребувала мрежата на Ѓулен. Од јули 2016 година до денеска, турските власти уапсија 50.000 луѓе, а 150.000 луѓе се сменети или суспендирани од работните места во полицијата, војската, јавниот и приватниот сектор. Денеска имавме претежно сончево и топло време со слаб северен ветер.
Утринската температура се движеше од 0 до 8, а дневната од 15 до 21 степен. Најавите на метеоролозите се дека и во текот на утрешниот ден не очекува суво и топло време. Ново значително заладување проследено со засилен северен ветер и локален дожд ќе има в сабота. В недела ќе има преодно стабилизирање, а од понеделник повторно се очекува заладување со засилен ветер и врнежи од дожд, а на планините снег. Метеоинформациите се последни во Дневникот. Јас ви благодарам што и овој пат не следевте. Останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно!